Сдруженијето на производители на органски производи Аронија од Делчево започна со имплементација на проектот Производи храна во склад со природата и допринесува за справување на климатските промени. Истиот ќе трае до 31.7.2023 година. Проектот е финансиски поддржан од Центарот за истражување и информирање за животна средина Екосвес од Скопје и е подгрант на проектот Граѓански организации за климатските промени, кој е финансиски поддржан од владата на Шведска. Проектот има за цел проектирање и имплементација на биолошките методи со користење на природните ресурси во производството на биохрана на фарми со пермакултура, воспоставување на систем за искористување на растителниот отпад и негова употреба во производството на биохрана и едукација на младите во справување со климатските промени, преку воведување на пермакултура и користење на природните ресурси во производството на биохрана. Главни активности преку кои ќе се остварат овие цели се реализирање на иновативна технологија за производство на храна преку искористување на природните ресурси и растителниот отпад, воспоставување на 5 биофарми со модели на пермакултура во производство на биохрана, одржување на 5 онлайн едукации за пермакултура, поставување на 5 континери за селекција на растителниот отпад, изработка на видео за активностите на проектот и постигнатите резултати. Мотивационото градинарство во склад со природата е иновативен пристап во производството на биохрана во која производителите на биохрана користат природни ресурси за исхрана и прехрана и биолошка заштита на растенијата. Сето тоа се реализира со воведување на пермакултурата во производството на биохрана. Мотивационото градинарство и производство на храна, каде континуирано се произведува храна преку целата година, со изработен проект за пермакултура со кој се збогатува хранените вредност и структурата на почвата. Едукатор на обуките Билјана Бановиќ од Бања Лука, која има 15 годишно искуство во производството на биохрана со методи на пермакултура, која ја води првата регионална онлайн градинарска заедница Трак Билке, во која членуваат 156 градинари од 110 градови, 11 земји и 2 континента. Со отпочнување на проектните активности, 5 фармери кои ќе бидат едуцирани стануваат членови на онлайн заедницата и тие ќе добиваат менторски консултации во текот на целата година за подобро да произведуваат биохрана. Производството на биохрана со примена на моделите на пермакултура представува индивидуален отпор кон хемиската индустрија. Со индивидуалниот отпор се намалува употребата на хемиски средства и во производството на храна, кој допринесува за зачувување на животната средина и планетата Земја.